Почитувани граѓани, мислам дека ова е една од темите кои што треба да предизвикаат сериозно внимание овде во Собранието на Република Македонија од едноставна причина, затоа што покрај многуте проблеми што ги има Република Македонија и покрај многуте забелешки кои што ги добива од страна на Европската комисија, една од најсериозните е владењето на правото и независноста на судството. Ова е моментот кога треба ние овде во Законодавниот дом да отвориме сериозна расправа и да разговараме околу исполнувањето и на тие критериуми, заради тоа што со носењето на една ваква одлука, впрочем, делуваме во правец на подобрување на условите за владењето на право во Република Македонија и во делот на независноста на судството. Тоа е еден момент и разочарува фактот дека немаме сериозна дебата и ако не се јавеа пратениците на опозицијата, на СДСМ, немаше да има дебата и тоа ќе си помине така како што поминува се во Република Македонија. Втората причина заради која што се јави за дискусија, бидејќи со изборот на членот на Судскиот совет има два сериозни моменти кои што сакам да ги споделам и со македонската јавност. Не заради пратениците на ВМРО да помане, туку заради македонската јавност. Прво, предлогот доаѓа од председателот на Република Македонија, кој што според надлежностите треба да го штити уставниот поредок на Република Македонија, да се грижи за уставноста на законите кои што ги носи Собранието. Вториот момент е дигнитетот на функцијата председател на Република Македонија и на крајот би кажал неколку работи во делот на што значи независност на судството апропо предлогот кој што го дава председателот на Република Македонија. Прво, не сега, значи овој председател на Република Македонија покажал и докажал дека не е председател на сите граѓани на Република Македонија, дека е еден од председателите кој што работи исклучиво партиски и по налог на шефот, а се знае кој е за него шеф во државата, или како што милуваат да кажат, ова е председателот кој што си го посакуваат многумина од ВМРО ДПМН или еден од луѓето како што можеш да посакаш во начинот на слушањето и почитувањето на партиските одлуки. Меѓутоа, со носење на еден ваков предлог до Собранието на Република Македонија, со кој што директно се влијае врз независноста на судството, со тоа што се прифаќа предлог да се предложи кој што го поддржува ВМРО ДПМН или кој што му е даден на председателот само за да го подпише како предлог, се руши уставниот поредок на Република Македонија со тоа што нема апсолутно заштита на поделбата на власта во Република Македонија, на законодавна, извршна и на судска власт. Бидејќи не е доволно само декларативно да искажете заложба за поделба на власта во Република Македонија и на почитување на уставот, туку треба и да покажете на дело со своите постапки кои што ги влечете. А една од тие постапки е да овој предлог за Судски совет да биде изберена Виолета Богоевска е директно предлог кој што си го дава ВМРО ДПМН, а председателот само го подпишува. Второ, апсолутно Ѓорѓе Иванов не покажа дека знае да го штити дигнитетот на институцијата председател на Република Македонија. Да се надмине самиот себе си, да ги надмине рамките партиски и да им покаже на граѓаните на Република Македонија дека можат во одреден момент да се подпрат на институцијата председател на Република Македонија, кој што ќе знае да го штити уставниот поредок на Република Македонија, кој што ќе знае во одредени моменти да носи мудри одлуки кои што би биле во интерес на граѓаните на Република Македонија и на тој начин да го уживат целиот авторитет и дигнитет. Меѓутоа и со овој предлог реков дека тоа апсолутно не се случува. Тоа се покаже и од одлуките кои што ги носише и претходно, се покажува одговорите кои што ги има пред ова собрание, каде што на тапет става одредени политички партии, одредени граѓани и така натаму,
поддржува и се осврнува на политиките на поделби во Република Македонија по секаква можна основа и политичка и така натаму, ги прифаќа ставовите кои што ги има владата предводена од Груевски, ставови кои што го водат ова општество кон целосна партизација и кон целосна политизација и поделба на Република Македонија. Сега, навистина, една од најсериозните забелешки и дилеми е во однос на тоа кој се предлага како кандидат за член на Судскиот совет. Врз основа на кои критериуми се предлага кандидатот за член на Судскиот совет? Кој што ќе одлучува да избира суди ни судовите во Република Македонија. Еклатантен пример како се потполнува Судскиот совет за да може да се врши директна партизација во судството. Без око да му трепне ниту на тој што најмногу треба да го штити уставниот поредок. Ѓорѓе Иванов е професор на правниот факултет. Знае да бара поддршки од професори на правен факултет, од научни работници и така натаму. Веројатно само за кандидатура која му е потребна. И тоа сега не се сети на ниту еден професор истакнат правник кој што може да седне во столчето на член на Судскиот совет, да размислува трезвено и со своја глава кои се луѓето кои што може да влезат во судскиот систем, како и на кој начин да го профилира правосудниот систем во државата, да покаже барем малку поголема одговорност од таа што ја има било кој политичар во државата и да даде барем со еден потек да покаже правец во кој што треба да се движи судството и државата во Република Македонија. Меѓутоа тој се вклопува во шема. Тој влегува во таа просечност што ја наметнува ВМРО-ДПМН. Затоа не е добар председател, затоа навистина треба да се срами од тоа што направи овие 5 години за државата. И наместо да се понуди човек кој што би бил навистина од еден ваков калибар, ја нуди Вилјата Богоевска, која што станала судија во Управниот суд благодарение на тоа што е блиска до ВМРО-ДПМН. И замислете, од самиот старт, како избрана судија во Управниот суд, председател на совет, заменик председател на суд, веде председател на Управен суд. За 3 години сите позиции носечки, раководни во судовите ги поминува, одработува добро партиски агенди, се покажува и преку тоа што беше председател на совет, кога одработуваше агенда партиска за време на локалните избори, една од кариките за блокада и неможност да се сруши ВМРО-ДПМН во центар. И тука и таа и налогодавачите заборавиле дека не вреди само да бидете судија кој што ќе пресуди во интерес на владата, туку треба да гласаат граѓаните на Република Македонија, односно во случајот граѓаните на центар, и ги добија резултатите такви какви што ги добија. Една од кариките во носењето на судските одлуки која што сакаше да ја фалсификува волјата на граѓаните на Куманово во вториот изборен круг, па како не успеа преку господјата Богоевска, пробаа дури преку полиција, преку началникот на полиција, преку други истражни судии во Куманово и таму, ако може да се прекрои таа волја на избирачи и така натаму. Сето тоа го кажувам како аргумент на кој начин и како се практикува да се избираат луѓе за Судскиот совет. И јас не очекувам апсолутно ништо друго од страна на еден партиски судија, кој што бил поставен и исполнувал партиски задачи во Управниот суд, по наредба и диктат на ВМРО-ДПМН и директно на Груевски, дека ќе постапува вака и на ваков начин во Судскиот совет. Таа ќе биде една од членовите на Судскиот совет, почнувајќи од председателот Александра Сафировска, која што заради награда станала и председател и член на Судскиот совет, и која што сега треба да враќа на партијата заради тоа што има возможност да станат суди и да станат членови на Судски совет, со тоа што ќе избира партиски суди, ќе ги поставува партиски председатели низ судовите низ Република Македонија, ќе ги пишуваат дури и пресудите надвор од судските згради во влада, а тие ќе
вршат притисок за да тоа биде прифатено. Така, почитувани колеги и почитувани граѓани, не се гради независно судство и не може да се очекува дека ќе владее правото во Република Македонија, кога еден председател кој што се вика Ѓорѓи Иванов прв го крши уставниот поредок. Благодарам. Господин Ибримовски, самка има